Добро вечер, во топ тема на ваша страна. Државата е во ќорсокак, народот во агонија и тоне во депресија. Политичарите во континуирана партиска војна. Владата во заминување го држи во заложништво примопредавањето на власт. Дали државата се движи во погрешен правец? Вечерва во топ тема на ваша страна дебатираме со Сашо Тасевски, Маја Стевановиќ, Владимир Мартиновски и Ѓорѓе Тоновски. Почнуваме веднаш. Дали политичката агонија ја претвора Македонија во земја на немоćни граѓани? Неизвестно е кога ќе заврши, а народот е веќе уморен. Што може да се направи во ситуација кога граѓаните живеат на раб на сиромаштија, во хроничен стрес, а нивните деца се функционално неписмени? За се ова вечерва дебатираме со актерот Сашо Тасевски. Добро вечер. Драматургот Маја Стевановиќ, писателот Владимир Мартиновски и социологот Ѓорѓе Тоновски. Добро вечер на сите. Пред да ја почнеме дебатата, како вовед во неа, да ја погледаме анализата на Александар Манасиев врз основа на поразителните податоци од последните истражувања дека граѓаните сега се посиромашни отколку пред 5-6 години и со нарушено здравје. Да ја видиме анализата. Земи плата, плати сметки и храна и моли се да не треба да одиш на лекар и не дај Боже да викнеш мајстор. Ваков е животот на голем дел од граѓаните во земјава, заглавен помеѓу чеканот на политичките ветувања и меѓу наковалната на суровата економска реалност. Како што нема изгледи наскоро да заврши политичката криза, така со сигурност може да се каже дека нема да заврши ниту економската агонија за огромен дел од граѓаните. Безмалку половина од жителите во земјава ги трошат месечните приходи само за храна и сметки. 1/3 немаат доволно пари ниту за овие трошоци. Од Институтот за економски истражувања Finance Think утврдиле дека граѓаните во земјава водат крпен живот. Може да си дозволат само нужни трошоци, а најмалку да одат во ресторан да изгледаат некој филм или театарска представа. Такви работи ретко кој може да си дозволи, мислам, од мој профил. Секако да, платите се ниски, стандардите ни се високи, поготоа со деца, меѓутоа нели секој ако сака да го посети театарот ќе издвои средства, верувам, како за игротека и ред други работи. Зашто главно ви одат пари? Пензионер сум, па за храна, лекови, сметки. За кирија. Па тоа во главно. Немам многу средства за самите себе, за хоби. 2/3 од анкетираните граѓани рекле дека немаат доволно пари да одат во кино или во театар. Исто толкова е бројката на оние кои што немаат доволно средства за да одат на годишен одмор. За овие граѓани, ваквите трошоци се вистински луксус, бидејќи едва врзуваат крај со крај. За граѓаните луксус се и возилата, облеката и обувките, а дури 34% од анкетираните рекле дека немаат пари за ништо. Нивниот живот е вистинска уметност на преживувањето. За жал, сметам дека во Македонија активниот граѓанин можеме да го прогласиме за парализиран и мртов во мигот во кој што живееме. Живееме во доба на тортура, на терор, на секојдневната политичка, економска, социјална тортура. Тоа не обесчовечува, тоа создава една избезуменост која се раѓа буквално, ми се чини, од вакуумот на преживувањето. Ние овдека не живееме, туку преживуваме. Гешовска вели дека ваквата состојба ги прави граѓаните се чувствуваат немокни. Сите сме во напрегнатост, во страв, во обезмоќеност, заради таа економска состојба, заради таа неизвестност, и сето тоа не прави дезориентирани, па дури и насилни. Политиката и економијата по се изгледа имаат силно влијание и врз психичкото здравје на граѓаните. За 40% е зголемен бројот на болнички лекувани депресивни лица, а многумина се срамат да побараат и помош.
За влијанието на тешката економска и политичка состојба врз менталното здравје се согласува и професорот Чепреганов. Значи јас се залагам за мојот народ, а од друга страна мојот народ го ставам да пати и да биде болен од многу психогени, односно психосоматски болести, во кои спаѓа инфаркт на срце, во кои спаѓаат бронхијални астми, мозочни удари, карциноми и така натаму. Да не травматизирам. Оти психосоматиката е опасна работа. Таа не качува температура, ама таа прави пламен у вас. Таа работи. Тоа јас на поличарите замерам. Тие не се свесни, зашто не знаат психологија, тоа сигурен. За да свати дека и кога ќе кажеме збор на омраза, тој делува кај вас. Немотни да најдат излез од кризата, граѓаните посегнуваат по она што на прв поглед им изгледа како најбезболно решение – апчињата. Преку 30% од жителите на мајката земја планета земаат антидепресори. Има депресија или анксиозност. Не само Македонија. Тоа е општ проблем. И тоа, кај нас е сега актуализира работата. Интензивирана е работата. Затоа што стресогената состојба е многу воспален. И она што мене као стручњак за ова област ме погодува на некој начин, што се прави една масова хистерија. Тоа е масова хистерија, тоа е опасен феномен. Но и политичарите во земјава дадоа диагноза дека немаштијата сериозно влијае врз менталното здравје на граѓаните. Ние сме лудаци, ова што го правиме е ненормално. Значи тоа треба да го разбереме дека е ненормално. Идиотска е состојба. Ние сме лудаци, ние трошиме на чоколада, а немаме леп дома. Тоа правиме ние. Да, овој разговор од прислушуваните веќе реагира и моите гости е некако сите го паметат и некаков символ за ерозијата, како што рекоа и другите соговорници, на државата. Кога сето ова го предпоставувате или знаете, меѓутоа кога ќе ги слушнаме бројките од конкретни истражувања, ситуацијата изгледа уште посериозна. Сашо, вие често ги коментирате, активни сте во своите колумни. Како вам во моментов изгледа ситуацијата? Колку е загрижувачка? Ситуацијава ни е во моментов, да се изразам сликовито, дупло голо. Затоа што ниту имаме власт актуелна, нели, која што има легитимитет да продолжи да владее, ниту почнувам да се сомневам дека веќе имаме и опозиција која што е доволно способна и моćна да ја преземе палката на раководење на земјата. Помеѓу тој чекан на актуелната ДПМН-овска власт и да ја земеме као метафора опозицијата како наковална, се наоѓаме ние, граѓаните, од сите вероисповести, етнички припадности, професионалности и така натаму и така натаму. И мислам дека ние ќе бидеме најголемата колатерална жртва на таа нивна меѓусебна борба за власт. Ова го мислам дотолку повеќе што доколку принципот на неказнивост се устали како закон во нашето општество, во праксата, во државните институции, во правниот систем, тоа дополнително кај поединците, кај граѓаните ќе допринесе да се засили нивната летаргија, нивната, како да кажам, немоќ дека можат да ги променат работите, а сето тоа ќе допринесе и до една колективна психоза и траума. Затоа што кога ќе видат честните граѓани, нормалните, дека криминалците и злосторниците во нивната земја ги добиваат најголемите привилегии и живеат на сметката на сите, тогаш нема пострашно будење од тоа. И мислам дека во една таква ситуација, доколку тој принцип на неказнивост се спроведе на дело во пракса, дури овој пат, дека уште толку граѓани ќе напуштат држава. Маја, систем ерор е насловот на представата за која се бара билет повеќе изминативе месеци на студентите и професорите на Факултетот за драмски уметности во оние трошни
бараки каде што се игра, меѓутоа очигледно е силна пораката. Која порака, се согласувате ли со Тасевски дека навистина е песимистичка неговиот став, барем од ова што слушнавме? Има ли излез? Дефинирајќи ја состојбата, фатив нешто кое што така не го разбирам во неговите искажувања до сегашни. Веројатно случајно така излезе, но сакам да потенцирам. Во еден момент рече дека во борбата за власт помеѓу режимот и опозицијата, дека ние сме меѓу чеканот и наковалната граѓаните. Јас состојбата сега не ја дефинирам така. Според мене овде имаме една состојба, да се разбереме, не сум член на ниедна партија, ниту некогаш сум била. Но тука имаме една ситуација каде што имаме една група, која што мала група луѓе, засилена со партија позади себе и наводни поддржувачи, кои што го имаат киднапирано целиот систем, кои што ја газат идејата за вистина пред себе оваа држава, идејата за демократија, идејата за право, идејата за правдина. Според мене, клучен момент е идејата за вистина. Што всушност се случува? Тоа е една група луѓе која што го имаат узурпирано комплетниот систем во државата, и јас ги ставам нив на едната страна, а на другата страна ги ставам сите оние, без разлика дали се политички партии, дали опозиција, дали се граѓани, дали се членови на шарена револуција, дали се луѓе кои што никогаш не излегла, кои што сметаат дека не е во ред некој од позиција на моќ и од позиција на мене ми се може да го прави она што го прави во собрание и да не ја предава власта, најнормалното нешто во секоја демократска држава, да не ја предава власта затоа што не сака да ја предаде власта. Тоа е мојата дефиниција за состојбата во овој момент во кој што Македонија се наоѓа и не сакам воопшто да разговарам понатаму, ниту да релативизирам зошто, како, од каде тргнало, како тоа ќе се разреши. Дали е депресивно? Во овој момент ситуацијата е страшна. Значи, на една страна насилници кои што се однесуваат така како што се однесуваат и сметаат дека им се може и дека ќе останат неказнати. И дека ова може да тера до бесконечност. Не може. Ништо не може да трае до бесконечност. Во овој момент имам чувство дека сме сите како во замрзната слика. Сите ние другите. Во еден миг ќе мора да се разреши. Прашањето е како ќе се разреши. По која цена ќе се разреши. Тоа е она што нас сите страшно не измачува. Јас сум убедена дека граѓаните на Македонија, без разлика на која страна се наоѓа, никој не посакува крвава разврска на ова што сега се случува. Никој. Дури ни оние кои што се од другата условно кажано страна. Но тука е моќта на лагата. Луѓето се излажани дека ова може вечно да трае и дека ова може да заврши без последици. Да, имаме еден дебел слој на пропаганда, меѓутоа таа е вешто водена, како може таа да се последици по нив нема да има последици. По секого ќе има последици. По секого ќе има последици кои никој од нас тука не ги посакува. Мартиновски, Саша рече дека граѓаните се меѓу чеканот и наковалната. Стевановиќ вели не, тука може би и силата. Што мислите вие? Мене ми е поблиска втората формулација, иако наполно се согласувам дека неказнивоста е нешто што не може да се толерира и за тој став цело време стојам. Мене ми е поблиска оваа идеја дека и мислам дека сепак се насетува крај на еден режим. Може би колку и да мислиме дека е тој ден, кој знае колку далеку, сите симптоми кои деновиве ги живееме, па дури и ова дека трае бескрајно, дека мене ми е поблиску дека синдромот на давеник го гледаме пред нас. И мислам дека граѓанството покажува и буквално се форсира една таква атмосфера во која апатијата, депресијата, слушнавме и експертизи од навистина многу значајни, упатени експерти во оваа сфера. Тоа е нешто што е резултат и на пропагандната машинерија,
Но од друга страна маневарскиот простор на таа машинерија е се помал. Очигледно. Ние ги добивме, јас мислам дека оваа агонија која трае со години можеше многу пократко да трае. Доколку студентите пред малку зборувавме бе едни од првите кои рекоа екстерно за владата, и кога таа влада го доби извештајот од Прибе, кој мислам дека секој одговорен политичар требаше да го свати меѓу другото и како црвен картон за сите тие или формулацијата заробена држава. Го слушнавме пред малку разговорот кој без малку стана амблематичен дури и за свеста на таа власт до колку погубни одлуки носела. Недостаток на доблесност да се понесе одговорност, уште тогаш, пред 2 години, сите ние сме жртва. Ако јас повеќе би зборувал дека таму на ковалната и чеканот истата страна ги држеше. Значи, би ја реформулирал една моја анализа на ситуацијата. Мислам дека граѓаните покажаа голема зрелост, особено пред 2 години, кога излегоа на површина работи за кои сите бевме речиси. Мислам дека ретко кој не беше свесен. Има некаква апатија, едно исчекување и една неизвестност. Да, секако. И никој не знае колку ќе трае. Секако, но значи мислам се подсетуваме на нешто, ве подсетувате на нешто пред 2 години. Пред 2 години, но и сега исто така, последниот очајнички потек е одново форсирањето на национализмот. Мислам дека колку што гледам дека тоа не поминува. И мислам, се надевам дека особено оваа реторика која води кон повикување на насилство, тој говор за омраза, јас мислам дека особено народот треба да видам како граѓани, сите имаме огромна одговорност, секој поединец, дека не би требало тоа да помине. Професор Етоновски, од социолошка гледна точка, оваа поделеност, немањето, неизвестноста, не се гледа излез, имаме некаков безизлез, ситуација која е наметната или е навистина така. Како вам се ова ви изгледа и со оглед на податоциве од анализиве дека граѓаните се се посиромашни? Дали се подложни и повеќе на манипулации? Па не е само проблем во бедата, знаете, бидејќи овдека станува збори за депресија. 40%, значи од да се е зголемена депресивната состојба кај граѓаните. Тоа значи дека ние паралелно со кризата имаме губење на двата најважни елементи кои што го сочинуваат општеството. Тоа е материјалниот дел, материјалните ресурси, од друга страна духот. Знаете, ние тониме и материјално, но и духовно. Меѓутоа, бидејќи сум во кругот на гледам луѓе од културата, би сакал само да подсетам на приказната за Феникс птицата. Мора некаде да постои излезот. Знаете, ние во овој момент сме многу блиску до состојбата на аномија која што толку добро сликовито ја има објаснето Диркен, односно во една состојба во која што се распаднати институциите, во која влада е беззаконие и во која што, да ве подсетам само, во време на големата криза од 29 до 33 година на мостот на Линколн мостот на Менхетен се чекаше на ред за да се стигне да се качат луѓето на оградите и да скокнат во реката. Знаете, никој од нас не посакува таква состојба, меѓутоа мора работата некаде да се запре каде што такво нешто нема да се случи. Бидејќи и ова што го живееме сега, мислам дека не е тоа за кое што ние сонувавме, можда и ние по старите генерации сонувавме дека транзицијата ќе го однесе со себе, или успешната транзиција ќе го однесе со себе она што значеше вечна некаква
мисла наша дека Македонија е сиромашна земја, дека македончињата се мирни луѓе, дека се тие лесни, народ лесен за владење и така натаму и така натаму. Мислам дека дека тоа создаваше еден привид дека во Македонија не може да се случуваат големи работи, знаете. Меѓутоа очигледно е дека оваа веќе напорна борба со екзистенцијалните суровости, Естенбергер ги вика екзистенцијални суровости, значи да се стигне, да се преживее, знаете, да се стигне до некакви следни примања, па да може да се купат потребните работи, што еден социолог италијански го вика свесно трчање кон смртта. Значи не е битно што поминува времето, битно е да стигнеме, тој вели, битно е да стигнеме до платата. За да бидеме неколку дена. Само меѓутоа тоа е лошо што кај нас веќе почнува да трае предолго и што на некој начин се претвара како карактеристика на духот на времето. Едгар Морено зборува за дух на времето. Да. Значи, беда, депресија, корупција, неверување во институции, нефункционирање на институции, сваќање на власта, на владењето, на еден драстичен начин, да речам, пред се е владење со луѓето, но не и придонес за заедништвото, за заедницата и за прогресот, за развојот на општеството. Сепак мора на крајот да се појави птицата Феникс. Би сакал само нешто кратко да кажам. Точно е тоа дека знаците на термодинамички гледано, знаците на ентропијата, на партијата, на власт, на режимот се тука. Меѓутоа, ние имаме некој рефлекс, поготоа ние луѓе што не сме од политиката да ја гледаме како да ја даваме малку повеќе морал отколку што таа содржи во себе, морални принципи. Поготоа нашата политика е моралот во нашата политика, моралните принципи се речиси обезглавени, така да кажам, не само овие последни 10 години, него и претходно. Во таа смисла не може човек да ги да, на една страна имаме класични силеџи, на друга страна имаме луѓе кои што сакаат да ги симнат од власт, да воведат некој ред и така натаму и така натаму. Меѓутоа, политиката исто така превртлива, тоа ние го забораваме. И понекогаш во политиката не победува моралот многу често и не победуваат емоциите. Сакам да кажам дека има една легендарна сцена во филмот Добриот, лошиот и грдиот, кога Доналд Плезенс, што го игра грдиот, седи во када, околу него грејанска војна во еден хотел, тој се сапуња, седи во кадата, бомби паѓаат околу него, тој не реагира. Во еден момент влегува еден тип наоружан со пиштол вака, вперен во него и му вика: ти ми ги уби татко ми, мајка ми, браќата, сестрите, жена ми, децата, сите ми ги уби, сега јас дојдов да те убијам. Ама знаеш ли јас тебе како ќе те убијам? Па со еден куршум, па со 2, па со 3, па со 5, па после знаеш што, па после со боксо и ќе фатам да те тепам. И во тој момент, како што овој седи и го гледа вака, он не знае овој што влезе дека овој држи пиштол под сапунот на ова. И он почиња да пука во него, го решета, и овој додека умира, овој му вика: if you have to shoot, shoot, don't talk. Значи, ако више си решил да пукаш, пукај, не збори. Ја мислам дека круцијалната грешка што ја направи опозицијата, што се постави легалистички со класични силечи кои што немаат ни Л од легализам или од почитување на морални норми, закони и така натаму и така натаму. Што требаше да стори опозицијата? Значи, мое мислење, тоа го пишев во една колумна пред 2 години и сега скоро на еден статус го објавив. Значи, ти со силеџи мора да играш валкано, дури 10 пати по валкано од нив за да ги победиш. Ја мислам дека Заев требаше уште на почетокот да ги извади сите можни снимени разговори што ги има и со така да кажам скокотливите теми и скандали што се случуваа сивија години. Мораше да ги извади. Меѓутоа он реши да се потпира повеќе на сугестиите од надвор.
Мислам дека тука направи преголемата грешка, затоа што подпирајќи се премногу на сугестиите од надвор, они западнаа во некоја не индиферентна состојба, него нека мрзелива, инертна состојба. И така да сега они многу тешко сами носат решенија кога се бара од нив да донесат решенија сами. Еве да кажеме беше Туск, европските дипломати се карактеристични по тоа што не решиле ниту еден балкански проблем. Се додека тие се плеткале како примерни олеснувачи или решавачи на проблемот. Проблемот никогаш не бил решен. Земете ја Босна, Хрватска, земете ја 2001 војната, земете, не знам, територијалната поделба, земете после тоа кога, не знам, Бранко не ќе излезе од парламентот, па не ќе да се врати. Земете се. Се додека ЕУ се преговарачите главни, проблемот нема да се реши. ЕУ многу добро се кажа Туск, решете си го проблемот сами. Тие немаат моќ таква за решавање на вакви проблеми. До сега не покажале. Јас ви зборам уна за 25 години. Значи ја мислам проблемот ќе се реши само на еден начин. Инаку агонијата ќе продолжи се додека тоа што оди на прилог на оние што се на власт. Ја мислам дека агонијата ќе продолжи се до оној момент, а тоа драго ми е што Бели го најави ден после заминувањето на Туск, која рече ние остануваме на она што се вика формирање брзо на влада, се додека не влезе повторно американската булдожер дипломатија и да ги убеди со нивните средства какви што имаат за убедување, ја мислам дека овој проблем за жал, нашата опозиција нема да може да го реши. Колку и да сме ние емотивни или не емотивни, гледаме дека ова што ти го рече за играњето на националистичка карта, за жал, тоа и тоа како функционира до ден денес. Инаку, Заев им ја фрли мамката во Швајцарија, они супер ја фатија, фактички Заев им поклони супер карти, им поклони 4 кеца во покер. И они се фатија на таа мамка за двојазичноста, за не знам што, за мамо, за тамо, од тоа направија цела негативна кампања и ја свртеа повторно, го свртеа вниманието на своја страна. Така да луѓето и заборавија зашто всушност беа бомбите и зашто всушност ние правиме муаве цело време. И тоа е голема загуба за оваа држава, што за жал на националистичката карта уште функционира кај етничките заедници и сите, и еве ВМРО одлично си ја користи тоа у свој прилог. Да, они се пред нокдаун, меѓутоа за жал опозицијата на нокаутираниот боксер му дозволи 10 пати да стане. Па 11-тиот пат, ако стане, ако те погоди, ќе те легне он тебе. Тука беше големата грешка. Кога велам дека оваа статус-кво лимбо ситуација ќе мора да заврши, јас посакувам на еден начин да заврши, ама јас не тврдам дека ќе заврши на посакуваниот, претпоставам на сите нас четворица тука. Ова ќе мора да се разреши. И сега јас ќе морам, затоа што е тоа природниот ред на нештата. Сакам да го цитирам мојот професор Русомир Богдановски, кој многу често умееше да каже, токму кога разговаравме за овие теми, и тоа пред 6, 7, 8 години, кога велеше вака, драмскиот лик се укинува во мигот кога ќе се реализира. Овој драмски лик, ВМРО, ДПМН, со таа нивна автократска и деструктивна матрица, во овој миг е пред укинување, затоа што е во миг на потполна реализација на нивниот автократизам, на нивната деспотија, на нивниот насилнички начин на владење. Нешто кое што во континуитет 11 години полека го имплементира. Зошто се пред крај? А каков ќе биде крајот? Тоа е веќе друго. Крајот може да биде многу лош, крајот може да биде посакуваниот крај на ситуацијата за нас тука. Може и обратното. Да не заборавиме, европските дипломати, вели Сашо, не решиле проблем. Веројатно си ти во право. Но да не заборавиме дека во овој миг Никола Груевски, Ѓорги Иванов, целата раководството на таа партија е недвосмислено, без никаков дипломатски речник, изолирана од сето она што ние го нарекуваме демократска меѓународна заедница. Не беше така ниту пред 2, ниту пред 3, ниту пред 4 години. Ние добро знаеме дека овие методи, оваа состојба во општеството си постоеше и пред 4 и пред 5 години. Ние ги знаеме крадењата на изборите 2011, за 2014 да не зборуваме. Но сега, полека, но сигурно, тие се дефинитивно изолирани. Сега, двете варијанти.
Едната варијанта е да се случи она кое што Заев многу поетски го кажа, буткање режим со пенкало. Посакуваме да се надеваме дека се уште има ресурси, дека се уште има идеи, тоа така да се направи, благодарение на креативноста на оние кои што ја водат играта или се во играта од страната опозицијата и помошта од меѓународната заедница. Посакувам, тоа е едно. Доколку тоа не се случи, второто чаре е потполна диктатура. Потполна диктатура по примерот на Белорусија. Возможно да се случи. Возможно. Значи, возможно е оние градежни механизации што се таму трактори, оние луѓе во црни кошули, додека гледавме јавата, не ми се веруваше. Некој да ми кажеше дека јас ќе гледам црно кошулјаши во мојата во мојата држава. Ама ајде бе мо. Но возможно е само што возможно е тие да влезат и да го окупираат и да настане една страшна диктатура. Мислам дека малку подоцна ќе се осврнеме на тоа малку и по-конкретно, да се вратиме малку на граѓаните од почетокот и од прилогот. Има уште едно истражување кое не го споменавме, а беше објавено на Светска банка, во кое се констатира дека 70% од младите се функционално неписмени во државата. И објаснува функционална неписменост подразбира дека лицето умее да чита, пишува и зборува со ограничени основни вештини и нема основно познавање на работење на компјутер, разговорно познавање на некој од светски јазици. Значи, ова се однесува на младите. Сите сте тука професори, освен Саши, сте во директен контакт со младите луѓе. Она што меѓународната заедница го повторува оваа недела особено нагласено, дека се нарушени демократските принципи во државата од страна на председателот, од страна на владата во заминување. Разбираат ли овие млади што е демократија, Владко? Мислам дека можевме да бевме сведоци на студентските протести каде што пред 2 години. Пред 2 години каде што покажа една огромна зрелост. Мислам дека дури и но многу е тешко да се говори за сите млади луѓе. Мислам дека тоа такви истражувања треба многу поопсежни, многу потемелни. Јас имам контакт со луѓе не само што не би ја ставил воопшто под прашање нивната писменост, туку креативни луѓе кои создаваат, кои пишуваат одлична поезија. Јас имам контакт со студенти кои пишуваат одлични есеи, но факт е дека во нашата земја во многу сегменти, еве од економијата па се до здравство, судство, сите тие витални сегменти, значи стандардите се многу паднати. Моментно е саем на книга, за многу наши сограѓани книгата станува луксус. Тоа е нешто што мислам дека... Да, ако третина не може да се прехранат, сигурно не може... Да, тоа е нешто што загрижува. За каков развој ќе зборуваме на културни вредности, ако некому книгата му е нешто што може да го сонува. Во едно време во кое нели би требало се да биде достапно. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме повторно на дебатата. Политичката криза се вжештува, тензиите растат, политичарите си ја продолжуваат војната. Пред да продолжиме дебатата, предлагам да ја слушнеме изјавата на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, дадена денеска во Струмица. ВМРО ДПМН ќе застани цврсто како што и досега застанува во одбрана на државните и националните интереси. Но важно е што и народот застана, бидејќи без народот не може да се одбранат во овој момент државните и националните интереси. Оваа битка ќе трае. Оваа битка нема да заврши за неколку дена. Затоа народот треба да биде подготвен за подолгорочен отпор наспроти тоа што некој му го скроил, наспроти тоа што Заев и неговата банда кои што по секоја цена сака да дојдат на власт, дури и по цена на насуство во парламентот, како што се заговара во овие денови, особено за наредната недела или можеби по Великден да се направи за по секоја цена да дојдат на власт и да ги реализираат нивните замисли, нивните ветувања. Затоа е потребно граѓаните да бидат будни, бидејќи се работи за нивна држава. Тоа е наша држава, заедничка на сите граѓани. И треба само преку разговор, само преку демократија, преку демократски диалог во парламентот да се изнедат решенија,
кои што се добри за граѓаните и за народот и дека мнозинството народ ќе ги прифати. Ја слушаме изјавата на председателот на ВМРО ДПМН Груевски, каде што најавува долгорочен отпор, го повикува народот, од друга страна најавува дека дебатата ќе продолжи во парламентот. Тоа е таа двомисла на Орвел, што сме сретнувале, нели, у книгата 84 година. Значи, они од една страна се кажуваат за големи демократи, а од друга страна преку нивната ДПМН-еизирана тајна служба формираат разни патриотски здруженија, црнокошуљаши и така натаму, кои што шетаат по улици, се асоцираат меѓу себе, се осојузуваат и се закануваат со мирни или немирни насилни средства да се спротивстават на секој обид да се постави влада во Македонија. Значи, тој цинизам на ДПМН не е ништо ново. Меѓутоа, дека треба малце посилно да проговориме јавно на оваа тема, затоа што тие здруженија кои што се осојузуваат не се ниту малку, како да кажам, наивни. Да, сметате дека има сериозна Па тие се формирани од тајната служба, мислам, тие остите тоа, например, Република, што пишува кој ли ги создаде, од народот ли произлегува, од тоа не ги формирала баба ми, се знае такви здруженија кои формира. Тајната служба и никој друг, а се знае тајната служба учиви раце, дека и она е партизирана и во рацете на ДПМН. И затоа е опасна работата, затоа што тие луѓе ги користат за разни, може да ги искористат за разни ситуации, насилни или ненасилни. Затоа што јасно е веќе у Македонија долго време ВМРО ДПМН води специјална војна против сопствениот народ. Меѓутоа тој цинизам они што сакаа да се кријат евентуално за својата демократска свест и така, ДПМН ниту во еден момент за нивното владење немала ни трошка демократски намери или демократска свест во својата глава. И тоа го манифестирала. Они не признаваат ништо друго освен судот и изборот и намерите и желбите на својата партија. Ништо друго. Тоновски, има ли опасност од конфликт, од граѓанска војна? Денеска некоја нарече дека се прави проба за граѓанска војна. Ова што го чувме сега... Да, изјавата на Груевски. Прво ми го отвара прашањето дали сето ова ќе биде празно зборување ако почнат некои процеси на демократизација внатре во ВМРО ДПМН. Тоа мисля дека мора да се случи. Добро би било да се случи што порано, бидејќи ова што го слушаме не е во согласност со барањето на ВМРО во манифестот за национално обединување. Напротив, ова само покажува дека ние во Македонија не живееме само со говор на омраза, туку живееме во состојба на омраза која што се движи по два фронта. Едниот фронт е внатре помеѓу македонците и другиот фронт е од македонците и некои етнички групи други во Македонија. Мисля дека вакво настапување не соодветствува многу на она што би значило европеизација на Македонија, демократизација и така натаму. Мислам дека тие тензии мора да се спуштаат. Како? Без разлика кој какви тези има, кој какви гледања има, кој какви идеи има околу тоа како треба да се развива Македонија, постои еден цивилизиран, културен начин на соопштување на тезите и на дебата. Да, меѓутоа Тасовски само што кажа дека нема цивилизиран начин. За жал тоа ние го немаме, меѓутоа мора да го имаме. Слушайте, ние мислам ако продолжиме вака ќе дојдеме во една многу сериозна состојба на to be or not to be. Да знаете. Ако не се снајдеме, ако не си најдеме решение со помош сепак на тие западни демократи, тоа се демократски цивилизирани општества, нема повисоко ниво од тие општества. Тоа е највисокото ниво на цивилизацијата која што е достигнато во овој момент.
ние ќе можеме да се исправиме пред опасноста, иако сте организирана држава, иако ги имате сите инструменти во своите раце за држава, да знаете дека има приказна за хазарите, народот на хазарите, има приказна за народот на хетите, кои што биле, се имале и одеднаш исчезнали. Значи, ние не сме имуни на таа опасност. И тоа треба, и мора тоа постојано да го имаме во преден план. Она наше познато македонско иначе нема, не даваме, не се сакаме, ќе се сакаме и така натаму, онај синдром на самоуништување, ние тоа мора да го надминеме. Меѓутоа, вие што протестираат, велат протестираат за... Чујте, да не една група на луѓе сигурно ќе потпадне под вакви или онакви влијанија. И тоа не значи дека е тоа Македонија. Значи Македонија е во оној момент кога дефинитивно ќе превагне идејата дека треба да се дебатира, we need to talk. Ако нешто е свето кај англичаните, тоа е we need to talk. Ние сега need to talk. Или ќе разговараме помеѓу себе, или ќе се договараме што правиме натаму, зашто прогласуваа, нели, национално обединување. Како са, јас национално ќе се обединам ако овој ваму ми прети дека народот ќе биде ова, ќе биде она. Впрочем, народот е флоскула. Што значи народот? Народот е толку една аморфна категорија. Се можете да сместите во народот. Да им дадеме збор и на другите, бидејќи настрпливо. Како вам ви изгледа оваа изјава? Дека јас ќе бидам погруба од професорот. Национално обединување. Не е тоа флоскула, тоа е лага. Се владее со лаги целиот овој период. Во една реченица 3 лаги изречени од ова што го слушнавме. Значи, се повикува народот, кој е позади нив, кој народ, ние не сме народот. Јас не сум позади него. Значи, јас народ не сум. Народот е позади него или позади нив, се повикува народот. Да ја одбрани државата, која што е нападната. Од кого е нападната државата? Не е нападната. Лага. Од опозицијата, која што сака да ја земе власта по недемократски методи. Лага. Практично, тотално извртена. Една вистинската реченица е сосема спротивна. Тој ги повикува луѓето да застанат за него, затоа што сака да ја задржи власта која што е изгубена на избори, кои што тие самите ги признаат дека биле фер и чисти. И всушност не сака да дозволи да се формира новото парламентарно мнозинство. Луѓето кои што излегуваат на тие протести, дел од нив нема потреба да дискутираме класични клиенти. Колегите на Сашо со државните пензии, со кирките, директорки на музеи и така натаму, со огромни хонорари. Дел, кој што јас ги знам, директорки на средни училишта, директори по институции. Третата група луѓе, што се приморени да одат, апсолутно ниту сакаат да бидат таму, ниту го мислат тоа што го мислат. Ниту веруваат во лагите сега пак дека Македонија е нападната од клетите шиптари. Како се Македонија нападната од клетите шиптари, кај се извинувам на албанците, ама сега тој е цитат. Каде се нападјачите, каде е оружјето? Тоа е третата група што мора да оди, затоа што се во јавни установи, каде што шефовите имаат дискредитационо право да ги уништат. Нивните работни места и кариери. И четвртата група е излажена. Да. Ние не можеме нив да ги повикуваме на диалог. Оти немаме иста цел. Неговата цел е по цена на граѓанска војна, која што гледате дека режира, да се спаси себе си од кривичен прогон. Во основата на муабетот е криминалци фатени во кражба. Докази има. Еден куп докази има во СЈО. Или ќе направат војна, па на тој начин некако ќе се спасат, или ќе си одат во затвор. Толку е просто. Сега треба сите лаги и приказни да се измислат за да се препокрие, за да се замати оваа ноторна, проста вистина. Четвртата група луѓе кои што се излажа. Колку и да не се согласуваме, може би со интелектуалното ниво на тие луѓе, со нивната емотивност што им го заматува разумот, со недостатокот на елементарна логика, мораме да се потрудиме да допреме до тие луѓе. Без осуда, без оние навреди, сендвичи, прости, глупави, вакви, не.
Тоа се луѓето за кои што до последен здив треба да се бориме да им објасниме. Зошто сето ова функционира на лага. Секоја диктатура на овој свет функционирала на лага. Толку. Но тоа создава омраза. Сам дека имавме одлична анализа со која наполно би се согласил, можеби само една фуснота би додал, токму обраќајќи им се на тие луѓе кои мораат, најголемиот дел од нив на список ги водат да се штиклираат и така натаму, бидејќи на вистина врз ноторни лаги, слушнавме една обична анализа, не мора да биде ни многу продлабочена, ни стилистичка, ни логичка и така натаму, на оваа изјава би покажала дека има низа апсурди, контрадикции во она што беше кажано. Еве, многу лесно може да разобличиме лагите, овде се на стаклени нозе. Како се гледа дека тука стои само стравот од предавањето на власта? Зошто? Бидејќи ако целиот страв кој се форсира е така наречената тиранска платформа, која слушнавме на еден медиум вечерта кога требаше тој човек да оформи влада дека тој ја прифатил. А има моментно, ако тоа имплицира менување на уставот, а истата таа пратеничка група има 51, значи тоа е невозможно. Ако веќе се повикува на разговор во парламентот, тоа значи дека сето ова е само ширење на страв и хистерија која нема никаква основа. Никаква основа нема. Но колку е опасна? Јасно е што е стравот. Стравот е, после толку години, каде во светот имаме страв од предавање на власта, доколку таа власт била регуларно и честно водена. Многу е јасно, испливуваат работите многу очигледно на површина и затоа токму, доколку гледаат воопшто, ако им е дозволено да го гледаат овој медиум, би им се обратил токму нив, нека размислат, можат да ги видат, достапни се овие информации, дека токму истиот овој човек ја прифатил таа платформа и исто ова кршење флагрантно на уставот што го прави Иванов, мислам, исто така нема никаква основа. Невозможно е да им се објасни на нив. Тоа е mission impossible. Затоа што они се со години индоктринирани да веруваат на зборовите на својот водач. Башка многу од нив се клиенти, кој добил вработување, кој добива хонорари од овие што ги спомна Мајами, со илјадници евра. И сега тој што се вработил за 10.000 денари у некој фабриче, кој што утре ќе го нема, тој не може да разбере дека тие што го хушкаат на насилство или да му ја полнат главата со тирански платформи, со предавниците од Сорос, од опозицијата, не знам од каде, од непријателите, од надворстрански комбини и така натаму, тој не може да разбере дека тие токму што ги хушкаат како оперскион пејач, глумци, нешто си, не знам кои тамо други, колеги мои, не може да разберат или вашиве пропагандисти како Латас, Миленко, Мирка компанија, не може да свати дека он работи за 10.000 у месец и му ја поклонува целиот свој живот и лојалност на Груевски. И не може да разбере дека истите тие што ги хушкаат примаат по 30.000 евра месечно за да го хушкаат народот против својот народ. Тоа не може да го разберат, а да не одиме ние на некои по-абстрактни теми за корупција, за кршење на морални норми, за, не знам, кршење на устав и така натаму. Не може да го разберат тоа. Едноставно им се индоктринирани се така. Тоа е што рече професорот и ти мисла Маја, значи толпата е аморфна, ма пластелин. Можеш да обликуваш како сакаш. Овие луѓе за кои што ти зборуваш, се извинувам што упаѓам. Мислам дека разбираат. За 10.000 за работното место. Сум била сведок. Ќе отидам. Не верува ниту во загрозата од албанците ќе ни ја земеле државата. Дека јазикот ќе го уништил македонскиот јазик. Глупости. Подпросечно образована млада жена која што добила некоја навистина на ниско ниво работи за 10-15.000. Не се објаснав, знам дека е глупава, ама ќе отидам за да немам минус во списокот. Таја нема да се тепа. Клиентите нема да земат пушка во рака. Нив освен војна граѓанска, ништо не ги спасува. Чи изборите видовме што направија. Нема да земат тие луѓе пушка во рака. Вчера слушнав, ми раскажаа ситуација дека во АРМ шефица поставена од нив се дерела, цитирам, на полковник. Но моето прашање, че ги се полковник дозвол, затоа што не се појавил на протест.
полковник дозволува некој да му се дере што му може. Одговорот беше, ќе го преместат со семејството во Кичево или кој знае каде. Таму шефовите го имаат тоа дискредитационо право. Тие луѓе пушка нема да земат. Меѓутоа не заборавај, индивидуата, поединецот сам се однесува на еден начин, поединецот во толпа се однесува на друг начин. Мислам, не е тоа, извинете, во Сараево, до последниот ден кога припукаа снайперистите од Холидей Ин во толпата луѓе кои што демонстрираше за една Југославија, за заедничка Југославија и т.н. До последниот ден имаше маршеви дека ние сме против војна, освестете се каква војна, така натаму. Доволно едно чкорче во таква неелектризирана аморфна маса за да се случи. И 4 години граѓаните на Сараево си го бранеа градот. Јас имам другар што 4 години беше таму во одбрана на Сараево. Од другата страна армија. Прашањето е кој тука ќе биде од другата страна. Мене не ме загрижуваат овие кловнови што се облекуваат во црни кошули. Не. Иако си во право дека нив тајните служби ги формираат. Тие се за подгревање тензија, тие се за правење хистерија, тие се за вливање страф кај луѓето. Мене ме загрижуваат професионалците кои што они ги имаат, кои што не ги покажуваат тука. Тие ме загрижуваат. Од нивните служби за обезбедување, од нивните специјални единици. Тие да. Но ми се чини дека таков сериозен чекор нема да смеат да преземат некои големи играчи, нема ним да им дозвола да направат балканска војна. Тоа е веќе друго. Да се разбереме. А интенцијата е јасна. Тоа е веќе друго, дали некој голем играч светски нема да дозволи затоа што веќе вложил милиони евра у ова поднебе да го стабилизира. Тоа е друга тема. Меѓутоа, одна за што ја и ти зборевме беше дали можеш толпата да ја потпалиш, да влезе у граѓанска војна? Можеш апсолутно. Мислам дека значи има луѓе кои што тоа им е работа да потпали толпата. Ништо друго. Граѓанска војна во вакви услови не може да има бидејќи не се согласува со дефиницијата за граѓанска војна. Внимавајте, ние зборуваме за состојба во која што ни во едно делче од структурата на власта таа не е поместена. Значи, она што го имаме само една група на луѓе, наречена парламентарци, кои што таму се обидуваат да го покренат замајецот на демократизација на општеството. Имаме, значи, една група која што е фактички опозиција, бидејќи нема ништо во власта, знаете, но која што се обвинува како јагнето и волкот, која пиеле вода, се обвинува дека таа ја прави кризата, ја води кризата и така натаму. Од другата страна ја имате потполно истата структура на власта. Со ништо не изместена. Значи, ако зборуваме за една страшна работа која што се случуваше во Македонија во изминатата деценија, и заради која јас му оддадов едно признание на Сашо, бидејќи беше во тие први луѓе кои што свртеа внимание на тоа, е дека стравот се уште не исчезна. Иако се направени големи пробиви. Прво. Второ, дека ние можеме сега да зборуваме за евентуална диктатура, односно појачана диктатура или како сакате речете го тоа, но не и за граѓанска војна. Зашто граѓанската војна настанува во поинакви услови. Значи овде може само да станеме утре сабајле да ни кажат не може полициски час е до вечер, нема издегување, укинуваме се и знаете што ќе се случи исто така страшно што може да се случи. Не знам дали сте размислувале, историјата не подучува. Може да се случат стадионите на Пиноче. Не може да се случат Европа. Не може значи, да се затоа зборувам дека Европа беше и кога смеѓу кошуљашите, кафеавите кошули на Рем, тепа евреи 34-та година по улиците на Берлин. Затоа зборувам значи за Европа. А ова се случува. Што вика професорот, извинете секунда, не мора нас да ни се случи граѓанска војна. Се сложам, ние немаме капацитет за граѓанска војна, а башка имаме и сојузник кој што мислам дека тоа нема да го дозволи. Меѓутоа, за мене е сосем доволно некој од тие и некоја група од тие будали
да претепа некој човек невин до смрт на плоштад. Не ми треба граѓанска војна или некој дете да загине. Не ми треба. Значи тука повторно јас се актуализирам прашањето на одговорноста на Европската унија, зашто ајде да не речам не излага, него тие ни рекоа дека ова е нашиот пат, ние го прифативме тоа. Идејата наша, значи основната наша стратешка цел е влез во Европска унија, така ли? И во евроатлантските Да, веќе се споменува варијанта дека повторно ќе се седне на преговарачка маса, но предлагам за тоа да се навратиме после блокот на само се извинувам, инсистирам на тезата за демократизација внатре во таа партија. Да, веќе го кажавте. И инсистирам исто така на друга теза, тоа е за прашањето дали таа коалиција, тоа не е ВМРО да помане, тоа е коалиција. Так. Дали во таа коалиција нема да се појават сега некои други состојби? Професоре Тоновски, блок реклами и по него веднаш да ги слушнеме и ставовите на граѓаните кои ги изразија на социјалните мрежи. Средната генерација граѓани на Македонија неретко знае да каже дека животот и помина во криза. Прво се чекаше да помине транзицијата, па пред 15 години да се средат меѓуетничките односи, потоа да помине економската криза, за сега подолг период да се чека излез од политичката криза. Во меѓувреме Македонија тоне по сите параметри. Топ тема на ваша страна токму затоа постави прашање на социјалните мрежи дали континуираната партиска војна на политичарите и поставувањето на државата во ќорсокак создава агонија и депресија кај граѓаните, дали државата се движи во погрешен правец. Владко Петров ни одговори дека државата од 91 е збунета и прави 3 чекори напред, 2 назад, но од 2008 намерно почна да се движи во тотална погрешна насока. Од тогаш се знаеше дека тиквата ќе пукне, на народот ќе му ги остават семките да ги собира и јаде, смета тој. Беќаровски па кратко ни напиша: државата веќе не се движи, туку паѓа во провалија. Својот став ни го напиша и Сашо Мержановски, според кого можеби во периодот пред договорот од Пржино бевме затекнати во некаква неизвестна ситуација, секојдневно чекање на исходот од преговорите, дали ќе има СЈО, дали ќе има влада, но оти во изминативе 2 години се навикнавме на оваа ситуација и сега единствено што се чека се 2 работи. Некои ја чекаат правдата и одговорноста за криминалот, а други чекаат избори и бегање од одговорноста. Твитерџијата Гогиче е на став дека треба да одат сите од собрание на 100 години робија. Државата не се движи, едноставно тоне. Наскоро слободно може да ја нарекуваме Република Атлантида, напиша Лазо Ангеловски. Сличен став има и твитерџијата Ракурс, кој смета дека државата сама не оди никаде, не ја движат, но не во ќорсокак, зашто тој како и да има крај, туку во бездна, а релациите во јазол. Доста е, напиша. Енди Дуфрен на Твитер напиша дека се додека државата не ја предводат образовани луѓе кои имаат совест, ке пропаѓаме. Твитерџијата Бојан го постави прашањето: идната влада или иднината, и констатира: секој здраворазумен човек ќе биде обескрбен се додека ситуацијата не се промени, и тоа радикално. Според МТ Персона државата никако да застане на здрави нозе и да тргне во вистински правец, кој дојде ја искраде и се замина. Наскоро ќе нема ни народ, ни пари, констатира МТ Персона. Топ тема на ваша страна побара мислење на социјалните мрежи за тоа дали политичката агонија ги обесхрабрува луѓето во поглед на иднината. Наташа Димитриевска Кривошев ново одговори: депресија, 8 со случаи во Република Македонија третирани во 2015-та, ама политиката за жал е пред здравјето на населението. Вера ни даде потврден одговор дека политичката агонија ги обесхрабрува луѓето. Секое утро при будење се прашувам зошто побогу сум се родила во Македонија, дали е сето тоа поради некоја возвишена цел, напиша Вера. И ник не имот ладна глава пак смета дека веќе повеќе од 15 години нема сигурна иднина во државата. Сите мерки на предпазливо се оправдани. Политичката агонија не фрла во депресија и не обесхрабрува во секој поглед. Секој од нас младите размислува само како да ја напушти Македонија, напиша твитерџијата Гус Фринг, дополнувајќи дека државата се движи кон пропаст. Целта и најголемото достигнување на младите во Македонија станува иселувањето од неа, пошто тој констатира дека се потребни промени. Од се ова може да се констатира дека граѓаните се изморени од политичката криза, од неизвестноста каде се движи државата со тоа и нивното секојдневие, но истовремено тие не се двоумат да го посочат виновникот за ваквата состојба, политичарите кои наместо да ја водат, ја заробија државата. Навистина песимистички коментари добивме и од граѓаните на социјалните мрежи. Пред да завршиме емисијата, прашање до сите гости: каде го гледате излезот, колку е голема опасноста
од некаков конфликт македонско-македонски, меѓуетнички? Гледате ли вие излез? Професор Етоновски, почнеме од вас. Лично сум оптимист дека такво нешто нема да се случува во Македонија од многу причини, бидејќи тоа е сепак мала една популација, изврзана на дури и родбински и така натаму. Меѓутоа, исто така, лично сум убеден дека нема да дозволат граѓаните на Македонија една мала врхушка на луѓе во име на своите лични интереси, во име на заштитата на своите дејанија познати, да ги изгубат своите корени. Мартиновски, стравувате од конфликт, каде го гледате излезот? Добро, делам загриженоста на коментарите на нашите сограѓани, но истовремено повикувам на смиреност, на предпазливост, на нешто што мислам дека треба да бидеме многу внимателни, многу одговорни, повикувам на одговорност. Исто така, мислам дека е многу битно во овие мигови да бидеме и сепак и трпеливи. Нешто што го гледа еден процес кој, мислам дека нашата анализа тоа можеше да го покаже, нели? Години и години прво да се демаскира еден начин на злоупотреба на власта. Маневарскиот простор мислам дека нивен е многу мал и дека треба да бидеме трпеливи, да повикувам на смиреност, повикувам на совесност. Мислам дека не чека допрва голема работа. Денот кога ќе се конституира едно, да речеме, нова влада, од тогаш можеби ќе следуваат процеси кои постепено, можеби години се во прашање, можеби децени, бидејќи сепак ние сме млада демократија, да не заборавиме. Да било лесно да се воспостави едно демократско општество, веројатно секако историјата не учи дека тие процеси и тие детски болести мора да се надминат. Мислам дека особено овие денови е многу значајно, па можеби недели и месеци да се задржи трпението и да се остане. Јас особено зборувам од позиција на граѓанин. Мислам дека граѓаните со право се загрижени. Имаме на почетокот слушнавме која е економската ситуација. Имаме сиромашни граѓани, а најбогата партија во Европа. Мислам дека тоа ќе мора да се промени. Маја? Убедена сум дека меѓуетничка војна не може да има во Македонија, иако тоа е таргетот кој што цело време се цели. Не може да има од проста причина што нема две страни заинтересирани, а нема дури ни цела една, туку има делче од една страна. И јас ја користам оваа прилика јавно да изјавам дека сум горда на моите сограѓани албанци, каков зборувам за луѓето, за нивната воздржаност, за нивната тактичност и за нивната смиреност во оваа ситуација. Како и приликата да јавно се извинам, да им се извинам на моите пријатели, на моите сограѓани за гадостите кои што беа кажани националистички на нивна сметка од дел од оние таму кои што протестира наводно за Македонија и наводно во име на македонскиот народ. Јас не сум дел од тој таков национал-шовинистички народ. Тоа е едното. Второ, се согласувам со професорот, мислам дека може да има диктатура, дури не ни граѓанска војна, интраетничка. Немаме ние тука две сериозни идеологии, комунистичка и фашистичка, за да се судрат. Ние имаме една група насилници која што ќе се обиде да спроведе диктатура и можеби и ќе успее во тоа извесен период. Но да не заборавиме, ни една Белорусија, ако не е тоа идејата за цврста диктатура, ни една Белорусија не може да опстане без Русија како прва комшивка потпрена до нејза. Во случај на диктатура, тотална изолација, Македонија, диктатурата во Македонија нема да издржи ни 24 часа. Првиот знак на санкции од Европска унија, нема потреба економски санкции, само нека пуштат сигнал дека ќе ги вратат визите. Оние кои што протестираат и ги поддржуваат, ќе дојдат и ќе ги задават заради идејата дека нема да можат да одат на викенд во Грција.
Јас ви гарантирам. Толкава е моќта на нивните и сериозноста на нивните поддржувачи. Како ќе заврши, Сашо? Познато е дека не постојат вечни сојузници, постојат само вечни интереси. Од тој аспект сметам дека времето ни истекува, затоа што не се работи до нашето трпение, веќе туку се работи до трпението на нашите сојузници. А како што се одвиваат брзо настанија во светот, еве видовме Сирија е бомбардирана, од каде знаеме дека може утре интересот на нашиот сојузник Америка може ќе се сврти на некој друг дел од светот и може би вниманието ќе го тргне од тука, едноставно ќе кренат раце од нас. Само таа работа ме плаши. Во таа ситуација ќе дојдеме во една ситуација на пат позиција кај што ќе нема излез и кај што најверојатно во тој момент ќе изгубиме сите, а најмногу ќе добијат овие што сега се на власт, затоа што она што го прават во парламентот го прават со една цел, купување на време за да истече мандатот на СЈО, како би се спасиле од кривично гонење, нели? Во таа ситуација, доколку ова е порака до опозицијата, доколку ја добијат власта во брзо време, една работа мора да ја направат, а тоа е да ги казнат криминалците и виновниците кои што 10 години, 11 ја држат Македонија како заложник со сите незини институции. Нели го направат тоа? Може да бидат сосема сигурни дека уште голем дел од населението од граѓаните на Македонија ќе се иселат надвор и тогаш она што ќе им остане е да си увезуваат луѓе од Африка, не знам од каде. Ви благодарам на сите за учеството. Тука е крајот на топ тема на ваша страна. Благодарам на вниманието и останете со програмата на ТЕМ.